Почитувани гледачи, добар ден. Денес зборуваме за дискус хернија. За каков тип на болест станува збор? Кои се симптомите? Има ли ризични групи? Какви се болки чувствуваат пациентите? Има ли лек? Како се лекува и кога е моментот кога треба да се оперира? За сите овие теми утрово разговараме со доктор Миленко Костов, специјалист по неврохирургија од приватната болница Џибадем Систина. Докторе, добар ден. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Добар ден и добро ве најдов. Напомнав дел за она за што ќе зборуваме утрово, значи дискус хернијата е тема која што е се позастапена и ја нарекуваат седечка болест. Поради што се појавува, кои се симптомите и кои се ризичните групи? Па да, за жал, со модерниот начин на живење, оваа состојба станува се повеќе и повеќе актуелна. Значи, најчесто таа долно-грбна болка, која што чувствуваме, речиси 95% од сите нас, барем веднаш во текот на животот, понекогаш може да биде пропратена и со хернијација, односно со излегување на интервертебралниот диск, тоа е оној диск кој што се наоѓа помеѓу пршлените на кичмата, и истиот може да излезе дали во лево или во десно и да го притисне нервот кој што е задолжен за движење на левата, зависи, или десната нога. Најчесто оваа долно-грбна болка и овие дискус хернии успеваме да ги стретираме конзервативно. Тоа подразбира дека пациентот, болниот, прима аналгетска терапија, потребно да мирува, потребно да ги промени своите животни навики, на таа тема за жал често заглавуваме сите ние и пациентите секако. А само во помал број случаи е потребно да се направи диагностика, станува збор за магнетна резонанца на лумбосакралниот дел од дрветот, а само во 10% од случаевите е потребно да се направи и оперативно лекување. Индикации за оперативно лекување се упорна болка која не поминува и покрај целиот овој третман за кој што зборувавме, а трае над 6 до 8 недели, потоа нагло паѓање на стопалото, односно неможност да се застане на прсти или на петица со ногата која што е засегната, или отежното контрола и функционирање на сфинктерите, тоест нагонот за голема и мала нужда. Во тој случај треба да се оваа работа оперира и да се лекувањето се започнува со операција, што значи се отстранува дискус хернијата, се слободува нервот кој што таа го притиска, а потоа пациентот после неколку дневно лежење во болница започнува со физикална терапија која што всушност е вистинскиот лек за состојбата. Но да не заборавиме дека само вака мултидисциплинарно оваа болест кога треба да се оперира може да се излекува. Дали секоја болка во кичмениот столб значи дека нели во долните пршлени значи дека станува збор за некаква хернијална болка? Најчесто не. Најчесто се работи за истегнување на мускулите, на тетивите, на лигаментите, таа е таа долно-грбна болка, лумбаго. Ишиалгична болка е доколку се шири низ ногата, меѓутоа најголем број случаи се бенигни, што значи дека болката би поминала со промена на начинот на живење, со примање на аналгетска терапија или со некаква физикална терапија. Околу аналгетската терапија тоа сакав да обрнеме внимание дека има промени во начинот на лекување. Ако досега пиевме нели аналгетик само кога не боли нешто, сега има некој нов третман. Има, предлогот е всушност да не се како се напиеме аналгетик кога ќе не боли, меѓутоа тоа да не биде единствениот пат кога ќе се напиеме. Би требало тие аналгетици, нестерилни антиинфламаторни лекови, без дали разлика да се бруфенин, алгесини, кои да е од нив, да се пијат во континуитет неколку дена, по неколку пати дневно. Нешто налик како што примаме антибиотик. Например, 2 пати дневно или 3 пати 7 до 10 дена. Ете како што би одел антибиотичката терапија, сега се препорачува да се даваат и аналгетиците, што е битно да се спири воспалението, а не само болката, со што би го добиле добар временски период во кој што оваа болка не би требала да се повтори. Има ли ризична група во која возраст, да кажеме, се појавува најчесто и дали мажите или жените се зборувам поголем број кои што заболуваат од дискус хернија? Па што се однесува до дистрибуцијата по пол, би рекол дека тоа е подеднакво, пола-пола. Што се однесува до старосните групи, пациентите порано беа во своите 40 и 50 години најмногу загрозени. Меѓутоа морам да кажам дека искуството од последните 10 години покажува дека границата значајно се намалува, односно се повеќе помлади пациенти имаат потреба од оперативно лекување на дискус хернија. Има два различни моменти кои што треба да се одвојат тука. Тоа е едниот е дека многу млади луѓе
внимаваат на својот изглед и на своите спортски навики и доста се бават со вежбање, особено во теретана. Так. И тука повремено знае да се случи таков инцидент, додека има една друга група на млади луѓе која што воопшто Не влегува, не помислува. не ни помислува на истото, па често заради долготрајно седење, слаба паравертебрална мускулатура и малку движење, знае да се појави ваква состојба. Овие вториве се почести од овие први. Овие што седат. Овие така е. Кога сме веќе кај појавена дискус хернија, кој е најмладиот пациент кој што го имате оперирано? Сме имале пациент кој што е крај на средна школа, значи матурант. И која беше 18. причината се дечката? Тоа било некакво несакано нагло движење, меѓутоа кога детално беше земена анамнезата, се воспостави дека всушност има и генетска предиспозиција, што исто така некогаш е битен фактор. Значи имал и мајка и потоа и баба која што имала потешкоти од сличен карактер. А поради несакано нагло движење, дел од дискусот се откинал, излегол во спиналниот канал и нервот беше драматично притиснат. Меѓутоа, кратко после интервенцијата, односно неколку часа, пациентот беше подвижен и способен да се движи сам. Кога сме веќе кај операцијата, нели? Колку трае самата операција, колку време му треба на пациентот да се опорави и тука уште едно подпрашање пред да почнеме со оперативниот зафат, дали кога еднаш ќе се појави, можно е после извесно време повторно да излезе тој диск? Ајде прво од последново прашање. Так. Да, кога еднаш ќе се појави, можно е повторно да излезе дискот доколку не го направиме она што претходно зборевме, да ги промениме нашите животни навики, бидејќи самата интервенција не подразбира да целиот диск се извади, туку само она хернирано парче кое што го прави проблемот, за да не се наруши статиката на рбетот. Инаку самата интервенција е од неврохируршки аспект, иако се работи за кичма, една од поедноставните интервенции, трае околу 1 час, но важно е да се истакне дека има протоколот по кој што таа интервенција се пред да се започне се спроведува заради безбедноста на пациентот е изменет. Ние кај нас значи користиме континуиран невромониторинг, тоа е електромониторирање на нервот на кој што се работи. Во текот на целата интервенција сме под контрола на рентген снимање, точно да знаеме на кое место се наоѓаме и истата интервенција се изведува од страна на специјалисти кои што микроскопски ја прават, односно тоа е микроневрохируршка дисектомија, така се вика интервенцијата. Так. Пациентот се вертикализира истото попладне после интервенцијата. Значи се станува попладнето, а наредниот ден се пушта на домашно лекување. После вадењето на конците и резовите кои што се сега многу мали, бидејќи е многу важно и тоа да се гледа од естетска гледна точка, после вадењето на конците третманот продолжува во премиум центарот, каде што се спроведува физикална терапија со медицинска рехабилитација и болниот добива едукација за тоа што, како треба да прави, кои вежби да ги прави, има консултација со нутриционист доколку е потребна, така тоа е цел еден тим кој што се грижи да бидете добро кога веќе сте дошле во таква состојба. Може ли да настане некој траен инвалидитет? За жал да, дискус хернија знае да биде итна неврохируршка состојба. Тоа е во неколку ситуации кога контролата на центерите е загубена, возможно да остае трајна намалена контрола доколку пациентот не се оперира во првите 48 часа. Кога стопалото, тоа се вика народски паднато стопало, односно не може нагоре надолу да се движи, доколку не се направи интервенција повторно во рок од 48 часа, може да остане траен, делумен или целосен инвалидитет. Во овие два случаи дискус хернијата веќе не е бенигна и наивна работа, туку е навистина сериозна хируршка состојба. Така. За крај, докторе, дали секогаш, кога е времето практично да се отиде на лекар, кои се симптомите на кои што пациентите и гледачите треба да знаат кога е вистинското време да се поиде на лекар и кога да се посумнева дека станува збор за дискус хернија? Дали нели зборувам наследниот фактор е приоритет, мислам, предничи во сето тоа? Наследниот фактор може да ви биде дополнително мотив да се јавите на лекар, меѓутоа упорна болка во долниот дел од грбот која што не помирува на аналгетска и физикална терапија трае повеќе од 6 до 8 недели и овие две итни состојби со стопалото, неможност за движење и контролата на сфинктерите кажува дека сте веднаш за итно јавување кај неврохирург. Оние болки други кои што се
кои што ви го оневозможуваат секојдневието и секојдневното седење и работење, треба да се исто така да бидат прегледани од специјалист, бидејќи постојат неколку протоколи на конзервативна терапија под кои што може да се излекуваат. Кога станува збор за возраста, повторно ќе ве прашам, рековте дека 40 години е некаде порано, сега веќе се намалува границата. Може ли за прв пат пример да се јави кај повозрастни пациенти? И имате ли таков случај пример кај што се повозрастни луѓе, каде што за прв пат се јавува и каде тука се, бидејќи голем дел од гледачите се пензионери, па веројатно и тоа ги интересира? Да, болката во долниот дел од грбот е многу честа и кај повозрастната популација, меѓутоа таа е проследена со други дегенеративни промени на целиот требетник. Така да, исто и за нив и за повозрастната група на пациенти, важи тоа дека постои доста опции, постојат истата да биде третирана и лекувана без оперативно лекување. Меѓутоа, во некој случај, кога таа болест ќе се прошири на неколку нивоа, што може да се случи кај повозрастните луѓе, потребно да се направи друг тип на интервенција која што ги ослободува нервите, меѓутоа мора да го стабилизира рбетникот. Така да без оглед на возраста, оваа болест може да се јави и без оглед исто така на возраста не е ограничувачки фактор на колку години, ако треба, вие можете да се оперирате. Така. Неколку пати спомнавме дека мора да се променат навиките на живот, начинот на функционирање. Еве еден совет до гледачите што треба да сменат кај себе. Па еве и најде како скандинавската школа дава едно многу едноставна превенција за успорување на дегенерација на рбетникот. Вели, треба да се движите во планина, по шумска патека, по можност со стапови за пешачење. Значи, ние го имаме водно, имаме парк Шуман Газибаба, има прекрасни патеки, стапови за пешачење се веќе секому достапни и тоа е најдобрата превенција за успорување на дегенерација на кичмата, односно на рбетникот. А за помладите кои што постојано се потеретани? Внимателно вежбајте, доколку не ги знаете добро вежбите, посоветувате се со инструкторот и мислам дека ќе биде се вред. Почитувани гледачи, ова беше доктор Миленко Костов, неврохирург од приватната болница Ачибадем Систина. Вие останете со нашата програма, следете го издавањето на нашиот весник и секако следете го нашиот веб портал. Ви благодарам за вниманието.